Ајде што викаат списокот. Toyota Relax е за сите нови и користени возила стари до 10 години, а истото трае цела деценија. 10 години гаранција, луѓе! Важи за Toyotите купени од јуни 2021 наваму, како и за Toyotите стари до 10 години или до извозени 185.000 километри. Toyota Relax е програмата за 10 годишна гаранција која важи во Македонија. Тоа е филозофијата на Toyota: сигурност, безбедност и квалитет. Возилата ги сервисираат меѓународно сертифицирани техничари со користење на оригинални делови од марката која ја поседувате. Зошто Toyota? Затоа што ова е првата и најдобра програма за децениска гаранција во Македонија. Истата програма важи и за Lexus во Toyota Македонија, ама не кажувајте вие. Значи, ми напишале овде прашања за Канал 5, значи се надевам, нели, ќе ти се допадна, така? Океј. Вака вика прво прашање. Вика Канал 5. На англиски вика тоа е Channel 5. Нели, Channel 5. И имавте идеја да биде канал за миленичиња. Channel 5. Ама ова е Канал 5 телевизија. Нешто да збориме за твојата прва работа као директор, веројатно у Канал 1 беше, така? Канал... Не. Канал 1 не. Нема тако нешто. Имаше еден ТВ, ама тоа нема пише, така да ни Канал 1 нема тако. Добре, имам друго. Откако пропадна Канал 1, што те мотивираше за да го направиш Канал 2? Па зашто после доаѓа Канал 3. Истата судбина вика со Канал 2, зошто Канал 3 па? Абе, знаеш дека ќе рикне Канал 2. И Канал 3 више кога постоеше ТВ1, па еден ТВ, чекај се. Не, кога постоеше еден ТВ, и јас бев у Канал 3. Тогаш почна да се прави Канал 2 и мислам дека ми се јави од Канал 5 и рекоа дај бе врати се ту Канал 1, а Канал 1 не постои. Викам, луѓе, абе нема Канал 1, има еден ТВ. Кој е таа еден ТВ? Абе онаа на Боки викам кој е еден ТВ. И само да ти кажем една работа. Бројките ич не се важни. Каналот е важен. Имаш канал, имаш се. Ајде. Зашто одиш? Изгледа болна тема се телевизија. Па добро, директор не е лесна работа. Почнува шпица, ќе заврши брзо на раче си пица. Наскоро почнува муабет, на гости е главниот на Канал 5 е шеф. Мирчевски Иван, смирен е зен, радосен за награда од CNN. Канал 5 што добил Алвера нема збор и сигурно не знаевте Иван пеел во хор. Па натерај го да пее. Добра за брканција, Груја заје пијан, Манов од нив има компилација и вести од инината. Нема конспирација да не трошиме време и така е инфлација. Океј, сега е време за еден наш редовен сегмент, а тоа е вестите од иднината, нели што се, подготвен е Маријан, така да одиме со сегментот. Не се вести, лајме од иднината. Гледате лајме од иднината во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 6.3.2059 година. Ова се вестите на денот. По 50 години владење, Владимир Путин поднесе оставка. Причината за оставката е кавгата со Славјанка Петровска, бидејќи Путин не можел веќе да ги трпи пораките динге кои му стигнувале на Вибер од Славјанка Петровска. Франција стави вето на Македонија за влез во Европската унија, бидејќи тврди дека поранешниот македонски премиер Димитар Ковачевски е всушност Зинедин Зидан. Жизата на Зоран Заев денеска беше изложена во музеот на ВМРО. Македонија стана најнаселена држава во светот. Овој тренд на населување на нашата прекрасна држава започна во далечната и веќе легендарна 2022 година по зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари. А сега имаме специјален гостин во вестите. Со мене е поранешниот, сегашниот, а и идниот министер за надворешни работи, господинот Никола Димитров.
Господине Димитров, добра вечер. Good evening. Thank you. Very nice. Малку ви е чуден акцентот, морам да забележам, но секако одлично изгледате. Се чини дека вие и Стево Пендаровски никогаш не стареете. Thank you very much. Македонија веќе неколку години го блокира влезот на Северна Кореја во НАТО, па кога планираме да го тргнеме ветото? Bring down a sandwich. Bring down. You want a sandwich? Okay. Не, сит сум веќе од све. Okay. Да започнеме со интервјуто, ако може. По решавањето на споровите со Грција, Бугарија, Србија, Косово, Северна Ирска, брегот на Слоновата коска и Фиджи, се чини дека Македонија е близко до влезе во Европската унија. Останува уште да го решиме оној спор со Франција околу Зенедин Зидан и Димитар Ковачевски. Па дали сте оптимист дека ќе се реши овој проблем наскоро? It's very tasty. Very nice. You want some? Благодарам на ова исцрпно излагање. Тоа беше министерот за надворешни работи. Се извинувам, од режија ми уват дека е пристигнато демант од Министерството за надворешни работи, во кое Никола Димитров ги демантира ставовите на Никола Димитров искажени во овие вести. Па предлагам да го погледнеме демантот. Срамота е! Excuse me. Bye-bye. Таа беше министерот за надворешни работи, господинот Никола Димитров, а вие гледавте Лајме од иднината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност. Ретко кога се случува директорот на една телевизија да гостува во емисија на истата таа телевизија, ама ова е еден од тие случаи, ми представува особена чест и задоволство, што тука е директорот на Канал 5 и нашиот пријател Иван Мирчевски. Многу ми се допега што имаш девојче бубњар. Па како? Зашо, знаеш... Зарем има мажи бубњари? Па види, мажите се тапанари, а нема Така е. фраза тапанарка. Така е. Така да девојчето е бубњарка. Мартина е најдобриот бубњар Во студио. со многу мажи во споредба, да ти кажам право. Кај се во студио. А во студио е убер најдобар, како што да ти кажам. Може има таленти. Жаре само ти кажам, грешиш, јас сум еден од ретките, ако не Свириш? најретките, тапани. Ја реков да не. Не, ретките што се појавува на својата телевизија. Аха. Грешиш се, Од има тој аспект. други телевизии кои што се појавуваше. Директорите? Директор, да, па анализи политички, вакви, такви, онакви, имаше, така да... Има, добро. Те молам, нели, Добро. само вистина. Само вистина. Тоа ми е влезело и само вистина зборам цело време. Кафетин Колд. Ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Аце, секоја чест. Брзо, лесно, како секогаш. Не за џабе сум ви клиент 7 години. Тука сме кога и каде вам ви е потребно. И во продавница за пари и онлайн. Ама тоа не е се, тие се првите со онлайн аплицирање, плюс имаат и то програма за лојално се активира од прв кредит, кажи. Да. М први, М брзи, М најдобри. Провери М Кеш.
Мега попуст на XXL пакет од KFC. Друштво од четворица ќе се ужива во оваа топ понуда без да излезе од дома. Прсти да излежеш. Нарачај сега од KFC Delivery. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Стариот алат не е за нови проекти. Донеси стар или расипан алат и избери нов со попуст до 20%. СБДМК, за тие што создаваат. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ацо Пејовиќ, премиерно на голем, спектакуларен концерт во Скопје. Немам више. 9 април, А1 арена Борис Трајковски. Кафетин Колд, ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Овошна чајна мешавина со брусница од Good Nature, уникатна мешавина составена од исушени плодови и цветови, незаменливите цветот хибискус, плодот шипка и плодот јаболко сега се збогатени со топлиот вкус на цветот од бозел и со пријатниот мирис на плодот од сладок анасон. И круна на оваа комбинација е еден од најмокните антиоксиданси, брусницата Good Nature.
Мирис на топол леб, меки кифлички, пита колку целава маса, вака кога ќе почнем да фантазирам, можам со часови, ама за среќа со моето брашно од Кадино, фантазијата лесно станува реалност. Единствено и најдобро брашно за сите ваши идеи во кујната. И нормално е човек во одреден момент да се најде во ситуација кога му се потребни повеќе пари од тие што ги има во моментот и ти треба брзо да се снајдеш. М-кеш е тука да ти излезе во пресред кога немаш време или не сакаш долги процедури. Кај нив се прави брзо, лесно и едноставно, плюс со првиот кредит автоматски влегуваш во програмата за лојалност која нуди многу поволности. М-кеш, позајмувај одговорно. Само вистина е интересен проект кој што после колку 5 години, колку има 4-5? 2017 е најшо интересно. Само вистина никој не знае како ја создав само вистина, пошто ја имам некои викаат мана, некои викаат проблем. Кога сум во цајтно со време, имам брейнсторминг кој што работи со 300 км/сат. Знаеш, имам дојам дека луѓе околу вас ги гледам како да се движите со фантастична брзина. Добро. И мислите ми работи. Доаѓаат луѓе пријатели, се спријателивме од една невладина од USAID, кој што сака некоја соработка лево десно да понудат некоја серија и разговаравме. Под кои услови, какви услови, тоа беше прв пат кога дојде некоја социјалполитичка дебата, така? Не, беше забавна, хумористична серија, некоја драма, нешто да ни понудат, готова, па вие да емитувате лево десно, викам, види, а ние да направиме една дебата, викам, пошто... Они со сосема друга идеја влегле? Да. Почињаме, вика, каква ти идејата? Па, како што ми раскажем, викам, па види, тоа ќе биде дуел. Каков дуел е? И станува. Викам, вака ќе биде на стоење, и станува жена, викам, стани, викам, и вака ќе биде многу близко, и како ќе се вика, а пази, пред да дојдат тони, викам, мора да смислам јас, независно од луѓе, викам, сакам во септември некоја дебата. И како да се вика емисијата, и нешто вртам весници, портали, некои имиња, така барам имиња. Збор вамо, збор таму, видам да ми се уклапа и така натаму. И читам нешто вистината, вистина е таа, на англиски како е, only the truth, само вистина. Викам се вика only the truth. Вика, добре, викам оригинален концепт, пошто ќе стојат, викам, види, идејата е некој да зашлал, па некако, знаеш. Тоа ми беше идејата зашто си толку близко. Ама, знаеш, малце да има интертеймент момент, ама никако до сега тоа се нема моментот со стоење и еден до друг. Види, од една страна сериозно, знаеш, кога луѓето стојат, секогаш е потешко да разговараш него кога седиш. Замисли се, јас и ти да станеме. Полежано, знаеш, се улежуваш некако. Особено ако се тројца, четворица, чекаш да ти дое редот. А вака ако си двајца, тој те напаѓа, ти се браниш, па после ти пробаш у контранапад и им се допадна концептот. И они го поддржа и финансиски делумно од таа 2017 година и тој стана и она што се вика sustainable, самоодржлив, веќе не го помагаат, него тоа веќе го има убедливо најдобриот рейтинг, парче прави, тоа е веќе знаеш како синоним, ако сакаш да те видат во некоја политичка емисија дебат, доаѓаш во само вистина. Ако имаш политичка порака, демек таму треба да појдеш. Да, само вистина или сега од пред 2 години она што го прави Гоце уредникот, само интервју, да. Тоа се брендови дефинитивно на Канал 5 на кои што ја лично и целата екипа на FK5, FK5 е нешто друго, тоа. Што е FK5? Тоа е кога сакаме ние да си кажеме ние FK5, FK5, нели? Канал 5, FK5. Ама фото па како се? Фамилија. Фамилија Канал 5. Да. Ти нешто друго? Добро, ова е интерно. Да, интерно, така се гледаме како фамилија, сме како семејство. Така, добро. Ма не, па стварно кога речеш ФК на друго им доаѓа на луѓе упамет. На фудбалски клуб. Не, тоа го користиш ти за мотивација на луѓе. Фудбалски клуб, па така викам, FK5, знаеш. И ми доаѓа со штуцни, ми доаѓа со дресови, другиот ден со гакици, што се дошло, па ти викаше FK5, викате. Они сериозно ја сакаат. FK5 било. А ти викаш? А ја FK5, знаеш, кој сме ние? FK5. Так. Што може да прави ние? FK5. А со тоа FK5 што ќе направи? Ќе направи ова? Да кажеш фактички со тоа сакаш да ги натераш да сватат во каква големина работат, basically. Не, сакам прво да им објаснам дека Ф доаѓа стварно од family и дека ние сме на големо семејство. И тоа е мојата филозофија што впрочем и ти си ја научил, си ја сватил соработувајќи со нас, дека многу сакаме да се помагаме и да се почитуваме. Затоа што сме сватили дека телевизијата не може биде one man show, не може биде three man show, не може биде 10 man show. Телевизијата е many person show. И често пати знаеме да седнеме кога ќе паднат нешто малце
Да. Суморни се со короната, сите нутепа, знаеш, имавме прослучај. А трае Тоа, трае и така знаеш ќе седнам и ќе им викнам, можеби после ако запеам нешто па ќе чуат или гледачеве тој и замокте на гласот кога ќе викам фркапет и така, интересно е. Значи ќе речем ние сме Канал 5. Ние сме ФК5. Така. Спомна со гласов. Види се, малку луѓе знаат, не знам од гледачите колку знаат. Ти имаш кариера во пеење. Не е ова случајно спомнат. Види, тоа кариера во екс-Југославија. И тоа од мали нозе, значи од пето оделение во Лазо Трповски. Со легендарен тренер, да речем, по пеење. Па види, мене ако ме прашаш таков не се раѓа во Македонија, не знам дали Македонија ќе има таков музички педагог кој што направил феноменални музичари, вокалисти пред се. За која господја зборуваме? Зборуваме за познатата Невена, мајката на Лидија и Тања Кочовска, Невенка Кочовска, која што беше групата Магнифико и така Магнифико, која што беше тогаш професорка, наставничка се викаше во основна школа, наставничка по музичко пеење. И знам дека на еден час, секој пат кога ќе дојдеше нова генерација, бараше нови таленти за хор, го водеше хорот во Лазо Трповски. Татко ми Бог прости, работеше во една фирма која што често патуваше и ни носеше плочи. Ние како мали, ја и Соки сме и брат ми сме разлика 6 години, имавме грамофон, не знам дали знаеш оние куферчиња грамофон. Така, што се носи го отвараш и го с плочата ја ставаш. И се треба да е погодишна, почетокот на песната да со плочата иглата, па крцка после некое време. И слушаме, знаеш, кога тука се слуша југословенски хитови, не знам, од Риблја, Чорба, Лео, десно ние слушам. Не, ми носи друго нешто, ала Чаби Чекер, ала Битлси, ала Лед Цепелин, ала... Брати, од таму љубов се му е што до ден денес со не... Така го работи, така. Ама двајцата имавме, во Македонско радио. И двајцата имавме таа љубов, и ти викам, доаѓаме у пето... И доаѓаме у пето долине, ајде, вика, пејте, оваа песна. И една песна, некоја популарна поимена во време Југославија, да, и пеат. Јас ја пеам. Вика, ај уште еднаш. Ај, ти ќе дојдеш у хор, вика. Шо е тоа хор? Викам, шо е тоа хор? Абе, вика, хор знаеш, не сакам ја хор. Секаш мораш, у вторник и четврток, мислам, така беа после часови, ќе дојдеш. Ја идел пат не одам. Ова се да љутува и дека и класен беше физичко, доаѓа. Нели дојдеш, ке имаш кецово, тоа страво и човече тоа време кецка. И почнувам додам, и вика, види, ке ти кажеме да работа, не знам, ке сватиш, ка ти си сопран. А шо е тоа? Што е сопран? Сопран е, вика, највисокиот глас, ама кај жените, вика, не кај мажите, вика, имаш чудна, вика, ти како машко, фаќаш толку високи тонови? Така е. Октави да, вика, ке пееш и солист у хоров. Ајде! Ја долго време пеев солист у хорот на Лазо Трповски школа. Тоа освојував награди во Југославија, у Македонија. А како трга па цела работа во МТВ, нели ти после тоа си имаш серија емисии и програми што ги водеше, шоуто мора да продолжи на ЗС. Тоа како трга? Значи јас завршам средна школа, сакав да се запишам на електрофакултет, пошто бев баги, нели, навлезам у тој систем, али почнам па многу да ме интересира девојчиња, епте многу почна да ме интересира. И почнам полека да па ги интересува за компјутерите. Време се троши. Да. И се запишам на факултет, електрофакултет, окей, давам 1, 2, 3 испити, доаѓам до втора година и више трокирам со учење. Искачам у МНТ, хардрок, оние полно книжурки што траја до 4 до 5 сабајле, кога ќе дојдеш у 5 сабајле, не можеш да станеш у 12-та предавањата, причината 8 сата, 8 и А кој почна да те внесува, брат ти? Ете вратам после на тоа, само подсетим ме околу диската. Ајде. Само да ти го кажам. И така еден ден доаѓа мајка ми строга професорка, каква што си беше, значи она беше строгоча невидена, мислам како. Кај предаваше? Орци Николов. Така. И вика, устај. Каже, шта е бре? Устај. Идеш да радиш. Где да радим? У телевизија. Тоа време кој ти кажеш, немаше други телевизија. Едната е, точно. Шта причате? Ајде, устај, спремај се. И ставам, вика, види, вика, од денеска више джепарец нема за тебе. Ке си заработиш. Ке си заработиш пари, пошто гледам не те интересира факултет, гледам дека 3 сесии помина, жив испит не си дал. Шо има за фрка? Не екеш факултет, не екеш. Ке мериш улици, тој беше омилена фраза, ке мериш улици. Така.
Ај, што ќе работам? Еве ти телефон, да не спомнам господјата од МТВ сега. Добро. Ке си јавиш, ке не изидеш тамо, вика. Те чекаат. Идам јас, викам, што ќе правам, ке седиш навечер, вика, трета смена ми, вика, таа жена ти ке пушташ програма, кога ти се јават, вика, таа имаше една мастер контрола, ке пуштиш плей. Да. И доаѓа нова година и знам трет канал почињаше, Димет Циго покојни, МТВ3, да, тоа беше 91-92. Што во тоа време као забавен канал. Тоа беше револуција, зашто беше нов канал, нели имаше МТВ1 и МТВ2, на МТВ1 и се пребацаш на МТВ2 и ти вика врати се на МТВ1 и нели така функционира канал. Така. Се размонтираат некоја новогодишна, викам, викам, види ги овие, ги знаеш како не бе, Херман Хермиц? Херман Хермиц ги знаеш, да. Браво. Джени Джоблин. Знаеш Джени? Викам, луѓе, шо е вас? И порта така, пејаче, ги погодам. Вие се запишуваат, пошто има VHS касета од некој ми е дал, ги немаше имињата, ја кажа, ви се запишуваат. И вика, Диме покојни Циго, вика, ај утре дојди, вика, да се видиме ја и ти. Кај да дојам утре канал. Ајде, ке дојам, доаѓа. Викам, шо идејата, да водиш? Ја да водам. Ја пуштам програма техничар. Само си се нашол на право место, право време. Вика, не бе, вика, сега ќе почнеме мица, тоа беа времиња, ќе крстиме, Those Were the Days. Да, и за ретро. Ќе ти направиме, да. И ќе пушташ, ти ги знаеш, ќе се спремаш. Абе, не, викам, господине, ја немам појма со водење, викам, какво водење, ја цел живот, викам, на тетратките ми пишуваше Dipple Link. Како, благе веза нема. Не, ништо таа работа. И вика, денеска сум понеделник, у четврток ти почне емисијата 8 сада да бидеш тука. Првата емисија, јас борам, пелтечам, пот тече и од уши, и од раце. Абе, како да ти кажам, значи црвен, какви бе, семафорци. Абе, кој помина, бе? Абе, дебакл на дебаклите, не виден дебакл. Па добро, мора да се почне од негде. Али овие ме снимале и ми пуштат нареден ден. Ме викаат, тама седа вакала. Кам ја више не можам, ја више не можам. Викам, ова е срамота и знаеш солзи ми стат. Викам, немајте више ме малтретирате. Не, ваков талент што знае музика нема, мораш ти. Нема кој. Ти знаеш најдобро. И викам, ке бежбам, и бежбавме ден или немаше емисија и полека и мене ми влезе чивијата и гледаш. Од тој трет канал после не виде Папеш беше уредник еден добар дечко на МТВ2, нели тоа беа како конкурентска, тоа што МТВ3 беше како се надпреварува кој ќе боли. Тоаш више почнуваш и ајде, ако не се лажам, 94-та година, мислам дека се отвори. Така. Првата приватна телевизија, ме собра мене, Антонио Димитриевски и Гордана Кумовска и го направивме на популарно шоуто мора да продолжи, не знам колку го памтиш, шоуто мора да продолжи, така е. Што беше баш легенда, ние викавме, ако си пејач, ако не си виден тука, реално нема каде да бидеш виден. Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е ден да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна на 26 јули 1963 заменува? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? Кога завршува приказката со МТО? Знаеш, зошто се напушта МТО? Од твоја перспектива, како си заминуваш? Имав и понуди пред да ја напуштам 2009 година МТВ и кога се смени власта, дојде ВМРО, веќе не беше СДСМ, као ја важев, као демек ме ставиле време на СДСМ, јас сум бил комуњара, што нема благе везе. Че решија менјаме се. Имав емисија Не заспевај сега, која што добиваш и нареди, која што беше мега гледана и ради тоа ме стави уредник, пошто ваља имало некој оправдање. Добро, овие тргна да менуваат уредници. И овие тргна да менуваат и пошто тоа се испокаравме една група у МТВ што работевме забавно и као за казна ме пребаци у Македонско радио. Тен период. Вие мене ке ме продуцирате, и пуштив ја, абе, така си од канал 5 се јавија на мула, Тегам тоа паралелно имаше и приказка и со Ајден, што се одбиваше у некој размак од 3 месеци, каде што условите у Ајден беа далеку болји него што... Добро, ова по-нова, по-млада, каде? Не, него нешто внатре ми викаше, знаеш, верувам дека имам шесто сетило и дека секогаш кога нема да го послушам, се зафркнувам. Се водиш од интуиција. Да, интуицијата, ако не се послушам, грешам, дебело грешам.
Тоаш нешто ми викаше немој тамо и добро што. Значи иако е се подобро да има значи, на услови хартија. се, знаеш, и погледам у тој момент се, викам не бе, сакам овдека. Се договоривме и така. И почна како директор од старт? Не, почнав уредник на забавна, едно време НЗС ја пребацив тамо. Добро. Една година. Се сменија за краток период, мислам, таа директорка што ја начекав се смени за краток период, па дојде еден друг човек кој што беше директор на 5+. Тогаш он стана директор, вториот канал кој што не беше баш успешен. Тој стана директор, па он си замина, не знам под кои причини, и тогаш дојде понудата од сопственикот, вика... Значи фактички се ослободува место и ти го нудат. Па во некој рака да, реално така, да, не можам не сум избркал ја никога, не, боже саче, пази, ја бев само година дена у Канал 5 и добив понуда да бидам директор. А мислам дека една од причините беше тоа што успеав да ја добивам Лига шампиони, да ја донесам на Канал 5 од МТВ, што беше за прв пат што беше немогуча мисија. Така, да. И направив една фантастична стратегија и отидовме во Луцрн, таму да им ја презентираме, овие беа паднати и чека, ова, може Македонија тајмер да имате? Пошто тоа што немаше тајмери и такви работи, тоа требаше самата телевизија да го уфили како софтвер. Им направив трейлери, тизери, овака го гледаат и така го добивме, знаеш, и мислам дека тоа беше некако преломно и моето познавање на англиски јазик, пошто овие двајца па не знае англиски јазик, преходиве директори. Беше лошо, знаеш. Демек очигледна разлика уште од старт. А директор си носи многу други и предизвици, и проблеми и така натаму. Знаеш, тој се занимава и со вработени, и со плати, финанси, и со тие работи. Се занимава многу и со политика. Така, значи, што уредувачка, што ова вистинскава реална политика. Какво ти е искуство со политичарите од позиција на директор на медиум како Канал 5? Види, од... Тешки луѓе ли се? Лесни ли се? Сега ќе ти кажам, ја од 2010 година па некаде докај 2015-16 не се мешав во уредувачката политика, во информативната редакција. Така бевме договорени со сопственикот, си ја бркав ја целата друга програма што требаше да се направи, нели? Значи, што значи тоа да знаат луѓе? Што ќе иде на телевизија, тоа значи програмски директор? Тут, значи, директор и врше функции на програмски директор, значи, што ќе има вутринска, каква серија ќе се купи... Луѓето да бидат задоволни, исплатени едно друго, но дали сега овој прилог ќе оди, не оди едно друго, тоа не. Така да тука не се меша воопшто, дури не ни влегува во редакцијата, искрено да бидам со тебе, се дури не видов дека почнувам многу често да идам по судови ради еден човек што добиваше едно чудо тужби. Па моравме да го пребациме, пошто беше баја ги негледан, значи катастрофално негледан, а беше некако и наметно да се емитува кај нас, па го почнавме да го роламе се погоре и погоре во подоцнешните часови, за да на крај дојде по полнок. И многу често почнав да одам, знаеш, на судови да одговарам за тоа што тој ќе направи или некој друг ќе направи, затоа што законот е таков. Знаеш, нив не ги интересира дали надворешна продукција и исто случува со твојата емисија. Ако ти нешто зезнеш, јас ќе треба да одговарам, а после ќе се најдеме, ќе се видиме и тоа е тоа, нема кај да бегаш, мислам, тоа е тоа. И у целата таа приказка сватив дека чекај се, ништо не правиш, реално немам никаква ингеренција тамо, јас одам по судови, па се молјакам да не ме казнат и мене како управител. И викам, знаеш, ај малце сега ја да се убацам обдека. Ајде убаци се и кога се убаци, почна некој работа да се доведе до место, Канал 5 инсистирав да биде да застане на средина, да биде стварно професионална телевизија, каде што ќе ги шамараме и левица и десница, значи тоа ми беше мотото и се уште е. Ние сме ФК5 и ние шамараме и лево и десно и тоа е оно што почна да дава инпут во целата таа информативна редакција и почна моите сега контакти со политичари. Но една работа ќе ти признам дека единствен политичар од таа 2015 кога почнав до сега од кој што немав телефон и кому живот не сум му се јавил, нити ми се јавил, беше Никола Груевски. Да? Да, неверојатно. И не можам да сватам зошто секојаш кога доаѓаш се гледаш со секој друг. Значи, од премиери зборам од тоа. Да, значи се слушав и со Заев, со Ковачевски, со Мицковски, значи со министри, со видни и влијателни луѓе кои што се на сениор позиција во опозицијата.
Дали ВМРО, дали од помалите Дуи. партии, Дуи, како не, мислам. Али едини човек од кој што нема телефон беше Груевски и никаде не беше јасно зошто сум го немал. Имаше наместник, некој кој во негово име збореше со тебе? Не може да знам затоа што не ми се јавуваше мене, разбираш. Значи нити ми се јавувал, нити пак сум имал ја потреба да му се јавам нему. И тоа е тоа околу политичарите, а какви се политичарите, тоа се приказки за себе. Ајде да раководиме еден по еден. Ако те прашам, што би кажал во еден збор? Како профили? Пример, во еден збор Заев, што е Заев? Како ќе опишеш во еден збор? Како би го опишал Заев? Што би рекол? Ете, Заев. И што ќе кажеш ти? Не, би го направил ова само. Може вака? Може тоа. Да. Ако нека е така. А Мицкоски? Додадена вредност. Додадена вредност? Да, тоа е зборот што го воведе Мицковски. Мицковски има една интересна и феномени. Ќе се вратам после кога сакаш на Заев, што во одреден период од битисувањето политички има одредени фази кога одредени термини му се интересни и често ги практикува, знаеш. Кога стана председател на ВМРО-ДПМН, почна се од додадена вредност, ова ќе ни биде додадена вредност. Он прекина го користи, се да се го користи, додадена вредност, викам, право Мицковски, револуција, што да ти кажем. После имаше навигација, секакви, знаеш, мислам, збори ги кои што... Математички прецизно. Да, математички прецизно, да. И вака како ќе се сретнеме ги кажем, знаеш, се смееме, пошто он е од моје мало од Карпош, се знаеме подавно. Така да, интересен е така, вака делува доста грубо, да не речам и строго, дистанцирано, но вака кога разговараш со човекот... Заев делува многу непосреден. Он и позади камера е непосреден, значи тоа е потполно за разлика од Мицковски, кој што мислам можам да кажам дека има едно лице пред камерите, а друго лице позади камерите. Со Али Ахмети еднаш, два пати, три пати сум се видел, обично се гледам со другите од Дуи, тоа е Бујар Осман или Артан Груби. Тоа се стварно двајца джентлмени кои што имаат феноменален однос, сериозно ти го кажам, со медиумите и тука нема збор. Интересно што секој од партиите имаат своји луѓе кои што се од нивните, да ги наречеме, центри за комуникација, тоа го воведе, за комуникација со медиумите. Прво тие ми се јавува, па ако е нешто итно или нешто им е важно, сакаат, да поголемо, ќе ми се јави некој од нив и така. Да не ме сватиш само погрешно, не се тоа јавување за некакви нарачки, него јавување у смисол, еве сега ќе имаме утре настан, ќе пратите ли екипа, знаеш. Што е за мене легитимно да ти сакаш да се избориш твојот настан да биде... Дел од работата е до негде. Види, тоа е дел и на партијата. Да се осигурам дека ќе имам присутност, visibility. И тоа е тоа, така да морам да ти кажам дека после целите тие турбуленции што се случуваше на 27 април, нели, многу работи се променија од тој период наваму. Морам да ти кажам дека како медиуми се чувствуваме и мислам од цела држава послободни да напишеме, да кажеме што сакаме и како сакаме. Односно помалце себе цензура се прави. Мислам дека тоа е правиот збор. Помалци има така, не дека помалку има нарачки, не знам. Не, нема нарачки. И реално нема ни од едната ни од другата страна. Мислам дека сите партии го научија тоа дека никому добро не носи, зашто видовме каде завршуваат тие што нарачуваат. Главната приказка е тоа што и СДС и ВМРО постави еден джентлменски однос со да. Зборам од тие 2017. Од тогаш наваму. Се види. Никој од нив не е свекен визави Канал 5, пошто ги плескам едните и другите. И знаеш, кога ќе разговарам со Мицковски... Не ми треба, реално. Кога ќе разговарам со Мицковски, вика, добро, вие сте Канал 5 како дом на Заев, Заев се осеќа како дома кај вас. Заев кога ќе дојде рече, Мицковски вчера гледа вестите, викам, добро бе луѓе, викам, супер е, што е супер, на вистински пат сме. Шим и вие не сте задоволни, тоа е топ. Али по друга страна им е императив да се појават на Канал 5. И гледаат. И едина телевизија која што ги направи трите дуели, приватна телевизија, е Канал 5. Сега ќе биде интересно да видиме кога ќе го направиме со новиот лидер на СДСМ Ковачевски, кој што го вика Таче, јас си го викам Диме, пошто долго време работеше во телекомуникацијските компании. И кога беше последниот пат на интервју, баш му реков сега кога ќе се спремаме, ќе видам ја, таков е малце пргав, знаеш.
Малце беше стегнат првите недели, са малце го гледам се опушта, па почнува Аланфордовски финци, пред некој ден вика на ВМРО се вика, демек кој има 100 дена, нели, од градоначалници, вика демек пола од прексија се украдени од СДС, а втората би се не видели како стелт. Знаеш како стелто на Србија што го демек извините, нисмо знали да е ваш работа. Да, авионов. И знаеш почнува малце оние Аланфордовски што сни фори, што е интересно за нас медиумите, затоа што ќе осеќам дека кога ќе има дуел ќе биде, мислам дури поинтересен тој дуел помеѓу Мицки. Ама гледаат, тоа е важно. Гледаат сите. А сега да ти пуштиме и дел од познатите наши за Канал 5 што изјави, а ти пред да дојдеш ние ги прашавме. Познати наши што политичари? Па така, од јавни. Се дали се тие или не се ќе да гледам или да не гледам? Гледај. Пушти режија, да видиме. Па добро, ако би требало нешто да издвојам од програмата на Канал 5 телевизија, би ги издвоил турските серии. Нив најмногу ги предпочитам. Сериите Одмазда, Аманет и слично. Имам добра кабелска овде, сателитска, па следам нефечено сите македонски програми, серии и слично. Еве баш вчера вечер се загледав нешто во Аманет. Абе, многу беше интересна епизодата. Бено и Рейкан прифрема некоја водененска забава за Кан, ама тоа само за да се покажа добро пред таа виза и за да останат неви, само добар впечаток. Хавно ама, Севим го примети тоа и дојде да ја однесе сеќе во ресторант. Ама од друга страна па Бегум сака нова слугинка и Ферхунде да ја истева од куќата. И тоа беше шо да ти речам, бе, шо. Голем поздрав од Париз. Јас сум голема влюбеничка во модата и во луксузот. Мојот маж мене ми купува скапи работи од Франција, затоа што јас сум неговата муза. И затоа Живот со стил е мојата омилена емисија на Канал 5, бидејќи и јас самата секогаш сум со стил и во тренд. Тоа е живот. Боли, ако нека боли. Клеа, кажи чао. Победе од Канал 5 најмногу ми се допаѓаат македонските народни приказни. Секогаш се исполнети со мудри поуки за животот. Ги следиме секое утро. Само имам една мала забелешка кон телевизијата. Зошто се нарекуваат Канал 5, а кај мене на телевизорот се на тројка? Нема логика дека си среда таму. Што ќе кажеш? Види, не знам дека дечко ги следи турските серии секоја час, мислам тоа. Голем фан, а? Не се далеко од вистината. Што? Па не, точно тоа се случува у Аманет. Така? Гледам ништо нема мамено. Ништо, какво мамено, гледам секоја вечер, што тоа си ги редам, ова, прва, втора, трета си гледам. Може да гледаш како тоа. Чека, во текси со турските серии? Јас у Канал 5 покрај сите мали обврски што ги имам, а ги знаеш колку малку обврски имам. Добро. И преговарам за турски серии. За купување. Значи не кажувам која да се купи, али преговарам. Пошто сватил дека одлично се ценкам со турциве. Добро. И ја купувам на англиски и после дека ќе го сменат името, кој е, викам се Рашиде, таа е добро. Ти не знаеш како е, сега Аманет ли е или не знам што е тоа. Да, и реално тоа, знаеш, имаш програмски директор, сега имаме и подолго време програмски директор и тоа сум му кажал, викам газави, не можам сега и само вистина да организирам, да ги гледам другите и утринска серија и турски серии. Честопати е тоа критиката кон македонски телевизии воопшто, не само за Канал 5, турските серии. И гарант илјадници пати ти го кажа тоа, аман со тие турски серии. Не, сега ќе ти кажам една работа, што е, ова искрено ќе ти го кажам, што е малце нечесно. Ја не ги гледам сериите од земјата на потекло. Ги гледам сериите прво според продукцијата. Турската продукција е сериозна, скапа и добра продукција. Зборуваме од кастинг, фантастични актери, може да збориме да сонуваме за такви актери. Добро, ма гаранту викат да не нема други. Кај што одите на пазарите за купување. Само да докажам. Значи прво тоа зошто турски серии. Чекај, ако пуштаме српски, зошто па српски серии?
Да, секогаш ќе Зошто биде не така бугарски? некако. Добро, да. Јас сум толку меракле на бугарите и толку сакам да пуштам бугарски серии, ама нема ми ги зема една друга телевизија и тоа е тоа. Иначе сакам, едно време пуштавме. Добро. Стаклен дом се викаше, имаш уште една и стварно. Ама сега кога ќе видиш дека рейтингот го прават, дека гледачите ги сакаат турските серии и логично е. Сме живеле за жал толку века по турско, традициите кои што ги гледаме, кои Значи се сведуваат, дај му на народот тоа што го бара. Па види, ние сме комерцијални телевизии и мораме да мислиме дека рейтингот е тој кој што ни обезбедува платата. Но истовремено викаме дај да пробаме нешто друго. Затоа и правиме други емисии, наша продукција, сега правиме Манџа, не знам сега фатал. Со готвењето. Со готвењето што фантастичен рейтинг направи и одлична продукција на телевизија. Се повеќе и повеќе работиме на тоа да го намалиме бројот на аквизиција, тоа се кажа аквизиција странска набавка, дали е турска или каква. Органско да биде. Органско да биде, така инхаус да биде. Ајде да те провериме колку ги знаеш турски, бе. Откупување едно друго. Значи, имаме игра што се вика турска серија или не. Значи, дел од нив се вистински турски серии, дел се измислени. Па ти кажи која е вистинска, која е лажна. Ајде да пробаме. Само да ти кажам, кога ги купуваме, не знам што имам на тоа. Ако. Само ми го кажуваат насловот. Ова дали е вистинска турска серија? Што мислиш? Да. Да, ајде, режија? Да, ова е вистинска турска серија. Добро, одиме понатаму. Балдазар Пеколот. Кажи. Нема шанса да ми Лажна. Лажна е. Добро. Само не знам дали е Балдазар од Пеколот или може би треба нешто друго да биде, а? Ајде следна. Баба од Пеколот да биде. Забрането јаболко. Забрането јаболко, ова ја знам пошто долго ја преговарав. Опа! Ова ја знам дека и така, ја го дав името. Забрането јаболко. А како беше англиски? Forbidden fruit. Да, браво. Forbidden Добро, вистина. Ајде следно. Проколнати за навек. Види, овие ликови се од турска серија, ама серијата не се вика вака. Значи сомничаво е. Ова ти те на пола. Овие ликови сум ги видел негде на некој постер кога сум ги гледал серииве, али насловот Проколнати за навек глуп наслов не би стал ја. Лажна е. Ајде да видиме режија. Лажна е. И уште едно, ајде, бонус, едно последно. Плаче за мене, не плаче за него. А види, јас сметам дека измислувам откачени наслови, а ова се стварно може да го запишам за некој Запиши го. некој ново што ќе купам кречу. Ај, плаче. Да видиме какво е ова. Не, јас плачи за мене преако е. Не плачи за него. Ама прекини утре. Преако. Не, ама плачи за мене и прекини утре. Убаво е кога има сол за плачење тие работи. Види кога ги купуваат овие серииве нашиве, викам што гледате, што има, што е најболшо кај гледачите. Има плачка, знаеш, има срце парички, емоција тоа. Да. Тоа е. Па држи. Не можам, бидејќи со време сме кратки, не можам да не искоментирам. Човек многу си ослабен. Сум. Сериозно си доста ослабен. Сум. За колку време и колку кила, ако воопшто ти е комфортно да збориш? Не, комфортно ми е зашто се осеќам супер и кејф ми е. Еве ќе ти кажам, почнав да слабеам мај 15 мај 2020 и овака бев 116 килограми. 116. Да. Сега? А сега сум сабале се мерев 84. Тоа се 30, рекорд ми е 82, ама не се допаѓав сами од себе, кога се знаеш, бе пака што брееш? Не јадам. Така? Види, реално... Значи се е до калории, да внес на калории. Многу ме прашуваат како ослабе, зашто вика изгледаш и здраво, што ми е многу мило и крвта си сега среди, пошто имав сериозно голем... Фала Богу, сите параметрите се окей, така? Голем здравствен проблем имав, ти кажав дека имав многу висок притисок, сериозно висок притисок, 270 со 167, 170. Што е unheard of, што би рекле, значи нечуено е. Да, ми рекол дека следниот пат ако тоа ми се случи, дека Добро, што? Нема да има стресот трет пат. работа? Стресот, што е тоа? Тоа беше комбинација, прво комбинација 116 кг е премногу за 1,82 м. Тоа е едната само работа. Само по себе? Да, крвта ја немав проверено 2 години. Стресот во тој период во 2020 кога главниот уредник Гоце се разболе и тоа беше првиот случај на новинар со ковид.
Тоа беше ненормален стрес за мене. Да. Почна да звона на телефони, Венко Филипче направи на еден ден прес, кажа еден главниот уредник е болен. Па имаше и претходните 2 дена имаше интервјуа со Мицковски. Со главни така на партиите. Може да замислиш стравот, не да е Боже да заразел нова болест, не знаеме, се умира, не се умира. Ужас, мислам, тоа беше. И тоа резултираше со 270 човече. И кога дојдов дома, 24 сати солзи ми теча само од себе, затоа што солзи ми теча зашто се мрзев себе зашто се запуштив толку. Знаеш колку се мрзев, не си свесен. Викам, идиоту еден. Си дозволи да станеш, да не кажам кој збор, кој е животно, 116 кила, да ти отиду без рега крвта, сите параметри од крвта, хаос. 2 години да не одиш да се провериш, срамота. Значи смени се? И барав диета, најдов храна, пешачење тие работи, тоа. И почнав да не јадам, јадев само 3 сати утекот на денот. Знам дека сопругата седеше до мене. И само во 3 сати распоред? Од 11 до 3-4 сати. И толку? И толку, ништо, после само течности. И како се изборил нешто, онака првите 2-3 недели гаранте? Сака ти кажам, имаше моменти кога ми се јаде, јас сум фанатик по тесто, по буреци и по благо. Тоа ми се двете најлошо. Најубавата. А најсладко. Ово буреков помалци ми паѓаше тешко и тестото не јадев. Ама благичко. Али благичкото земав чоколато и го бутав под нос да се истопи за да го мирисам и од мирисот од благото, знаеш, да го лажам мозокот дека јадам благо. И тоа го правев 1-2 недели. И знам дека сопругата седеше до мене и вика, да бе, стани касни човече, 7 сати ти крчат цревата. Да не се мачи. Вика, види, докторот ми рече, дурните закрчат цревата, ништо не време. Ајде, има таман време за јадење, викам. Tower Combox за мене. Мартина, Tower Combox Hot and Spicy. Океј, Владо сака бокс мастер. Злат, Junior Twister. Стефан Андреа, Family Bucket? Да, може. Океј. Ѓоко, гладен си ти? Гладен, океј. За Ѓоко, 4 трипл дабл бургери, Сандерс Бакет, 10 копанчиња, 5 крофни, нарачано. Повелете. Кога нарачав, кога стигнав? Имам изненадување. Сега се вратиме на почетокот на емисијата кога зборевме за хорот. Како рече, кој ти бил професорка? Професорка ми беше Невена од Магнифико. Мајката на? Лидија и Тања Кочовски. Па тука е токму Лидија Кочовска! Чега се, си имате видено скоро време? 3, 4 или 5 години. Околу 5 години мислам дека беше нешто. Ние не спомнавме, ама вие сте се дружеле, така? Значи не дека види, само не беше тоа дружба, не знам каква, но поради мајка и она беше исто. Тука се... И поради мајка ми тоа беше љубав, фамилиарна, ние сме малки деца. Поради мајка? Поради мајка ми сам. Не, да кажам дека ти беше тука околу хорот целиот и со нас што бевме таму цело време и знаеш беше прво беше помало од мене. И се уште си помало од мене и секогаш беше И се уште си и секогаш беше интересно пошто беше брливо исто кој што бев ја брлив и не се поправив до ден денес. Ама ви сте се поправив мислам, ама така слабост и беше Иван од хоров, вака. Како што представува. Сега, мене ми беа... Сега не ми ги врти зборите, ја не ти реков слабости, реков дека ме бараше, дека сум солист, дека тоа е тоа. Не, дека на мајка ми си бил слабост, тоа е вистина. Не сум знала, зато никад. Тоа е вистина, еве ти кажам, да, затоа што нези беа слабост, детски машки хорчиња. Плюс ти викала не вежбај, не трчај, не прави. Детски машки гласови беа слабост, озбилно, најсериозно ти го кажам. А плюс ти висок глас. Да. Сопран? Да, сопранче. Аха, реткост. Сопранче и тоа чисто така кристално кој ќе го слушнеш и само вака ќе направи. Невена живееше за тој хор. Тоа не можам да го опишам. Значи не збориме дека тоа го правеше ради реда. Така е. Значи она го доживуваше како и она, знаеш како, она беше вистинска и втора мајка. Не бе селектор, човече. Ама баш и како втора мајка на сите ви беше.
Ние имаше денови и недели кога одевме од понеделник до петок по саат и пол пеење. Пази, ти за да пееш реално, ти треба да се распееш. Значи не можеш тие кои јас не сум пел 3 години, саглам убаво и сега да седнам да ти пеам овдека у студиото, знаеш, нераспеано. Тоа е... Кога веќе спомнуваш, па зашто да не запееш нешто? Колко време не си пеел? Види се, дома си подпевнувам онака, со микрофон, јавно... Кој знае? 10 години може, кој знае? Не сум пеел одам. Па сега гледај, пази, само да ти кажам, ситуацијава да ти опишам. Ја викаме Лидија, вака и вака, доаѓа Иванова се случува, ќе збориме за ова она. Дојди да го изненадим. Доаѓа. Еве ја тука е. Не, да се разбираме. Бен спремен има. Прво многу ти благодарам што одвои време во цела оваа емисија за мојата мајка. Значи тоа ми е посебно драго. Многу ми е жал што она не е во можност. Или да биде присутна тука и да посведочи за се она што се случувало. Не, потреба посведочи, јас сум среќен што она ми беше наставнички и среќен сум што ова ми го кажа дека била среќна со мене. Така. Ама да се вратиме пак на моментов. Гледај сега да не искористиме ситуацијава и да го скршиме тој момент на децениско непеење. А што правиме ако не си отпеам задоволително ја? Види, ти си директор на телевизијата, скрати си што да ти кажам. Пази, јас паузирам 3 години. Значи, без разлика. Ај вака, ти одбери песна. Пошто е така, да, окей, во право си, ти биди тој што ќе одбере песната. Джибони темпера, Либар, тоа ми се песни што ги обожавам, Либар нарочито. Па Либар е по... Темпера е така, сега коза на плажичка малку. Дај Либар. Полај. Својих дугова опиши мене, jer odavno te kupujem s onim što si htjela čut, od straha da ne potone moja ljubav za tebe, kao pčela žlici čaja dok drži da ja nemam razloga strah. Dajem ti verce i note, sve moje šarene perle na dan. Te mogu pjesmom kupiti, lukavo i slatko riječivo, još uvijek mogu ti podvaliti ljubav. I sve ću ti obećati, baš sve šta hoćeš. Svoju kožu, svoju kost i lice koje poželiš, od straha da ne potone tvoja ljubav za mene, kao pčela u žlici čaja dok drži dan. Ja nemam razloga dajem ti verce i note, sve moje šarene perle na dan. Još te mogu pjesmom kupiti, lukavo i slatko riječivo, još uvijek mogu ti podvaliti ljubav.
va y sentas y me das tú. La 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 la. За двајцата е. Од најдоброто од Македонија, Good Nature чаеви и нормално за двајцата од Прилепска пивара, златно дапче, пакетче. Ти ќе ни дојдеш? На најдобро Важи? место ќе дојдам. Знаеш, си била повеќе пати. Знаеш ли колку никогаш Good не сме- Nature имам и колку златен? Ама ако, тоа е добро. Ајде, Тоа е добро. многу сакам. Директоре? Директор. Директоре. Нетипично гостување направивме. Значи, фала ти многу што беше тука. Иван, фала ти што дојде и тебе, мајсторе. Фала ти тебе Ова што беше дојдеш, супер. што ме потсети на убавите денови од времето кога... Добро изненадување. Еден огромен. Лидија е Еден од секогаш- најубавите периоди во животот. Сериозно. Фала многу што едно. Значи, фала на Иван, фала на Лидија. Ние да ја одјавиме? Ајде, може. Оде е крајот на емисијата, знаете ние што правиме на крај. Го фрламе сценариото, бидејќи веќе не ни е потребно, а хартија си фрламе тука, каде што пишува хартија, бидејќи после тоа ова оди на рециклирање. Ние сме многу одговорни, бидете и вие одговорни, искладирајте, односно сортирајте. Хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика и исто така фрлете ги овие работи во обележаните места од Пакомак. Си ги знаете, да си ја чуваме планетата една ние, да си ги оставиме сите работи како што треба за следните генерации. Мислам дека сме супер за затварање, така, можеме да одиме со нешто. Мартине, одиме? Ајде, дај ми нешто брзичко.